Саша, што мислиш за зимскиот бунт на студентите? Па, очигледно е дека постепено ова тажно полуострово на крајот на Европа се повеќе и повеќе се европеизира и ги следиме европските трендови и зимата станува сезона на незадоволството, на бунтот, на улицата која го ја пишува новата историја. И гледаме дека во тој поглед Белград, најверојатно и Скопје како оди времето, се повеќе и повеќе ќе наликуваат на Париз, каде што секоја есен и зима е сезона на бунтот и на протестот на децата, на богатите, на буржуите, на сите оние кои што имале едно комфорно детство, комфорна младост, и кои што зимските месеци ги минуваат во критика на оние кои што имаат повеќе од нив, а тие би сакале да го имаат истото тоа, и се водени токму тие сентименти на завист, на љубомора, на како да бидам калиф наместо калифот, нели, како што имаше еден стрип за изногот, и на тој начин да може да го има она уште повеќе, кој што моментално го нема. А сите тие бунтови во Париз завршуваат таму некаде околу пролета, касната пролет, раното лето, и францускиот печат го нарекуваше протестот против власта, жолтите прслуци седно, се претвора во протест Vamos a la playa, зашто не може да се замисли за комфортниот човек ниту една сезона, ниту една година да го одмине летниот одмор и радостите на плажата, да бидат заменети со некои бескајни барикади. 21. век не е век на Виктор Hugo, не е век на слободата која ги води граѓаните на Ежен Делакроа, туку е век на разгалени поединци, индивидуи кои единствено сонуваат да имаат уште повеќе од она што го имаат. И во таа смисла денешните студентски протести мора да се сватат во нивната целосна структура, а тоа е структурата не на гласот на совеста, не на етиката, не на разликата меѓу доброто и злото, туку на недоволно освестениот, но сепак постоечки политички човек, затоа што оној момент кога ние поставуваме политички прашања, политички барања, политички дел сме од политичката игра, ние самите сме веќе политички луѓе, без оглед дали се представуваме како студенти, како млади, како граѓани на одреден град, жители на одреден град, ние сме дел од политичката игра, од политичката борба и дел од конкретниот живот во политичката сфера на политичките актери, кои што во повеќепартиско општество се партии, нема други актери на политичка борба. Во таа смисла, било кои протести мора да се сватат во светлината на конкретната култура, на конкретната политичка култура и на начинот како таа политичка култура се рефлектира во животот на поединецот, во животот на групата, во животот на големиот град, во животот на земјата и во конкретното време. Веќе денес може да се зборува за доста напреднати студии, истражувања на политичката култура. Познати се, например, истражувањата на Габриел Алмонт и Сидни Вега, кои што разликуваат три етапи на политичка култура, кои што би биле доста интересни. За нас, политичката култура како патриархална, политичката култура како поданичка и политичката култура како партиципативна. Патриархалната е она примарна политичка култура на семејството, на кланот, на основната група, на малото. Ние би можеле да ја наречеме она која што ја носиме сите и сите народи, сите поединци од некој свое потекло, од некоја своја прадамнина, од некој свое огниште, и која што постепено се развива кон една многу пополитичка, тоа е поданичката, во која што има веќе јасна разлика на власта и на подчинетиот, во која што таа власт добива јасни облици и на оние кои што се подчинети им останува поданиците, нели, само да ја следат,
Партиципативната е најрационална, најсложена и подразбира јасни, освестени форми на политички индивидуи. Каде е тука Балканот? Додека Елмонт и Вега ги развивале своите истражувања, тие се повикале на една класична антрополошко-културолошка студија за културната позадина на позаостанатите краеви, која што е истражувана во тек на 60-тите години во Базиликата, Јужна Италија, и каде што се заклучува дека културната позадина и моралната позадина на овие краеви се заснова исклучиво на кланот, семејството, кој што се основа на мафијата, нели, Базиликата, Сицилија, и токму оваа клановска позадина е основа врз која што се изградува цела Јужна Италија. Ние би можеле да го продолжиме тоа и наваму, кон Балканот, и таа кланско-семејна основа создава една длабоко егоистичка основа во погледот на светот, каде што јас сум центар. И сите мои сваќања се базираат на тоа дека се врти околу мене. И околу моите сваќања, и сиот свет е некоја периферија на јас како еден мал цар, мал тиранин. Ова нам многу ни погодува. Нам многу ни погодува затоа што ние како едно општество кое што излегува од премодерната, а во нашите рурални краеви сме во голема мерка премодерни, можеби до 45-та, дури до 60-ти, 70-ти години во некои краеви, ние навистина немаме представа за светот, дури немаме представа ни за реалните облици на власта, на политичкото, значи на второто ниво, на поданичкото ниво на политичката култура, и се уште го живееме на првото, каде што, ако не некој патер фамилијас, некој дедо, например, кој што би бил на чело на некоја семејна задруга, сепак го имаме тоа влијание на постарите браќа, сестри, на родителите наши, и ние тука добро знаеме колку е важно, например, колку се важни тие семејни контакти, тие врски, например, тој непотизам кој што и денес не јаде, тоа сето произлегува од таа патриархална основа. Значи, ако имаме во основа патриархална култура, таа патриархална култура дефинитивно стои за било која политичка култура на организирање. Без оглед, дали се студенти, дали се родители, деца. Сите тие се одраснати во едно семејство во кое од нивните родители се подготвени за одредени позиции. И односите родители деца се многу појаки од односите, например, власт поданик, и дефинитивно, посебно по падот на социјалистичкото уредување, ние немаме искуство на младиот човек, посебно со укинувањето и на воениот рок, ние немаме искуство на директен однос кон власта. Туку се е поврзано со тие патриархални кели, патриархални форми, било да се работи за семејството, било да се работи за малото, па дури и во школото се преломува преку односот во триаголникот дете, родител, наставник. Сега, тие разгалени поединци доаѓаат по прв пат во својот живот на големата сцена на историјата на мајката на животот. Тука тие не можат да дадат некои оригинални придонеси, затоа што нивната позадина се рушевините на нивната држава, рушевините на тој систем и непостоењето на било какви историско-идеолошко-философски основи за кои што, например, нивните предци се бореле. Било да се работи за НОП, било да се работи за претходните борби за слобода. И тука останува единствено борбата, она што го рековне, на негативниот сентимент. Јас му завидувам зашто го има повеќе од мене. Каде ние ги наоѓаме почетоците, тие зачетоци на сите овие феномени, значи на студентските бунтови во Белград, Скопје 2015, Белград 97, во Париз 68. Саша, мала паралела може да направите меѓу
Баш ги спомнавте протестите во Белград 68 година, во 98 година во Белград, кај нас што беа протестите Шарена револуција. Шарена, така наречена шарена револуција, 2024-2025 сегашниот протест во Белград, вчерашниот протест кај нас во Скопје. Нека паралела да направите студентски протести версус граѓани. Да. Студентот како студент е дел од универзитетската заедница и тој има право како студент да се буни, да се бори за подобрување на неговиот студентски статус. Во момент кога тој влегува во политичкото поле, она што веќе го спомнавме, тој станува дел од политичката борба, од јавната сфера и од борбата за менување, модификување или носење на некои нови содржини во политичкото. Тогаш тој не е студент, не може да се повикува на студентското во себе, туку тој е граѓанин. Граѓанинот е основа на суверенитетот во сите овие транзицијски општества, во нивните уставни системи и како граѓанин тој е носител на суверенитетот и има право и на протест, и на бунт, има право да критикува, има право да влегува во политички асоциации, во политички партии, но не може да се повикува на студентска, на поимот студент, на поимот вработен, значи тогаш е штрајк, тогаш е синдикален протест, кога студентите како студенти протестираат, кога работниците како работници протестираат, кога не знам ловците протестираат, риболовците, навивачите. Се работи за разни форми на синдикален протест, но не на политички протест. Синдикалниот протест многу повеќе има економско во себе. Се работи за остварување на екзистенцијални барања кои што се засновани во некој колективен договор или во било каков внатрешен статут. Например, како верник, јас би можел да барам одредени промени во некој црковен одбор, но тоа не е политичко. Тоа нема врска со моите политички барања, моите политички амбиции во конкретната заедница. Значи, дали јас навивам за некој клуб, дали како навивач, дали навивачите имаат право да протестираат? Имаат, ама не како навивач, како граѓани. Таа дихотомија овде е намерно соборена за да се истакне моралната сила на студентот како студент. Затоа што кога студентот како студент протестира, младиот човек како млад човек, нели младите се секогаш во право, ние барем се сеќаваме на оној познат диалог од Варливо лето, 68 дека студентите се секогаш во право. Сега, од каде тоа доаѓа? Дека студентите се секогаш во право, дека младите се секогаш во право, дали никој друг не може да е во право? Доаѓа од митот за прогресот и митот за младите, еден од митовите на Француската револуција, кој што зборува за младите, студентите, посебно учениците воопшто, кои што носат еден вечен прогрес, вечна среќа, вечна радост. Ама Француската револуција во многу своји содржини барата со елементи религиозни, ако во нерелигиозен концепт ги става, зашто радоста, среќата во основа се религиозни форми. Мене не може ниту една политичка партија да ми ги донесе оние сентименти позитивни, кои што може да ми ги донесе религиското, метафизичкото, оностраното, трансценденталното. Затоа што политичкото е во рамките на конкретното. И не може преку политичкото јас да очекувам решение на оние вечни прашања. Радоста, среќата во овој случај се на границата меѓу политичкото и, ајде да го наречеме, надполитичкото, метаполитичкото, метафизичкото. Но, кога ќе ги ставиме во оваа содржина, каде што младите и студентите се секогаш во право, ние во основа правиме една многу софистицирана манипулација. Зошто? Младите, ако се секогаш во право, тие имаат монопол на правдата. А монопол на правдата може да има само оној кој што има некои посебни знаења. Некој кој што има знаења кои што се достапни само за него, а докој што другите кои што живеат во некој мрак не можат да дојдат. Кои се сега тие посебни знаења кои што само една група на луѓе може да ги има? Апсолутно се работи за абсурд, се работи за противречност која што
никогаш не постоела во историските системи и не може ни сега да постои. Јас го спомнав првиот студентски протест, 68. Значи, има извештај на американски дипломати, разузнавачи, новинари, кои што ги прателе протестите на Сорбона, на Универзитетот во Париз, против власта на Дегол. И во тие извештај, со немала доза на сарказам, се објаснува како студентките со високи штикли и мини сукњи учат да пукаат прв пат во животот и дискутираат за новиот поредок кој што ќе биде крајен комунизам, а за нив постојат во тоа време само две комунистички земји на светот, Кина и тогаш нам соседната Албанија. Значи, дефинитивно меѓу нив, никаков Советски сојуз, никаква СФРЈ не се социјалистички. И ова го дискутираат синовите и ќерките на високата буржуазија. Во оној момент, кога тие разгалени деца ќе дојдат во судир со полицијата, најголемите умови на Франција, кои што и самите, од тип на Ками, на Сартр, кои што и самите одраснуваат на критика на системот, не можат да не навиваат за полицијата. Зашто полицијата не смее да удира на децата на министрите, на децата на бизнисмените. Како Дегол го решава? Дегол во тој момент е во шок. Не очекува таков масовен протест на студентската популација кој тога се крие за синдикалното и за младите, нели, кои што секој се во право, за генерацијското и синдикалното. Свеќајќи дека ја губи Франција, заминува за Баден-Баден, најужниот германски град на француска граница, каде што е штабот на француските сили и под команда на неговиот воен пријател, кој што е во контакт пак со руските сили, затоа што по спогодбата од 45-та, покрај во Источна Германија, Русија има право на, макар и символично, да се разместува и по Западна Германија. И свеќајќи двајцата генерали, свеќајќи дека татковината е во опасност, одлучуваат одлучно да реагираат, праќајќи единици на легија на странците. Затоа што тие се единствени кои не се интимно врзани со француската младина и со французите. Дали мароканецот, кинезот, не знам, суринамецот во униформа на легија ќе пука или не во младината? Па нема тој таков сентимент. И само меѓу студентите се шири гласот, легијата доаѓа. Легијата пука во живо месо. Оно што ниту еден жандарм, регрут, професионален војник со француска крв не би го направил. Тоа е тој прв Тианан мен во западна демократска земја, основач на Европска економска заедница, денешна Европска унија, и кој што успева Дегол да го реши на тој начин да ја спаси француската сувереност, барем за неколку децени. Слично, јасно, ќе се повтори со Денг Сиаопинг 89-та во мај. Денг Сиаопинг кој не може да верува кој е начело на големиот Советски сојуз и кој му се поверува на својот син, дека овој човек не е нормален, за Михаил Горбачов. И кој едва и чека, Михаил Горбачов е нели во посета на Пекинг токму време на протестите. И оди како некоја рок звезда таму пред студентите држи говори. А мудриот Денг, потомок на илјадници години државотворно искуство, едва и чека идиотот да се врати во Москва, за да го реши проблемот. Носејќи армија од сосем друг дел на Кина, за да го реши проблемот. Но, со повлекувањето на источната сувереност за Турал, се до Монголија, феноменот на бунтот на привилегираните почна да се шири кон истокот. Веќе 92-та имаме протести во Белград, веќе во рушевините на Југославија,
каде што сегашниот истакнат опозиционер Драган Джилас е водач на тие протести и како по правило сите тие протести стануваат инкубатор на идни лидери. Париж 68 го инкубира Даниел Ред Дени, црвениот Дени, сегашен водач на екосоцијалистите. Го инкубира исто овој што оди по светов прави револуции, како се викаше Бернар Леви. Да, значи ги инкубира сите тие луѓе кои што во наредните неколку децении ништо друго нема да прават освен едно трајно дестабилизирање на колку толку стабилни системи. Барајќи проблем кај Гадафи, барајќи проблем кај Башар ел Асад, барајќи проблем кај Лукашенко. И не можејќи да продрат лабоко на исток поради феноменот на Тиенанмен, се да здржуваат тука на Балканот. Имаме протести 92 кој што се уште еден стабилен Слободан Милошевиќ успева да ги надмине и да го матира Драган Джилас, за да попушти 97 го инкубираат Чедомир Јовановиќ. За таа иста 97 токму таа капитулација тогаш, каде што допушта коалицијата заедно да ја освои локалната власт, се завршува така што истата таа коалиција, сега реинкарнирана како ДОС, него ќе го апси и ќе го издава тој ист Чедомир Јовановиќ во неговиот дом, ќе преговара за неговото апсење и предавање во Хаг. Која е овде поуката, суровата поука на реал политиката? Политиката и историјата се немилосрдни кон слабите, за жал. Оној момент кога Милошевиќ прв пат им попушта на Џинџич и Јовановиќ, тоа е февруари 97, се завршува на Видовден 2001, така што тој ист Јовановиќ за сметка на тогашниот премиер Џинџич допушта председателот да биде транспортиран во Хаг. Да биде уште потрагично, во тој ист Хаг единствени кои што ќе демонстрираат против него ќе бидат остатоците на некогаш силната голандска комунистичка партија, сега претворена во еден фан клуб на стари луѓе, пензионери, ама се уште идеалисти, кои што чуваат спомени од едно друго време, од едно време на идејна борба, од едно време кога вредеше луѓето да се борат и на улиците и на барикадите. Дали ова тажно предавство донесе некоја среќа? Не. Донесе експлозија на тајкуни. Донесе експлозија на се она проти што се бореа изборните студенти. Тие го обвинија Милошевиќ 96 ноември дека ги украл локалните избори. Но тоа не е ништо, дури кога би било вистина, наспроти она што се случи после 2001, каде што имаме цунами на плячка на целокупниот капитал. На потполно уништување, девастација во секој поглед. И сега тука главно прашање кое што се поставува е дали студентот, како студент, може ова да го спречи и да стане активен играч во ова политичка борба. Може. Ама мора да свати дека тој не е студент, дека е граѓанин, дека е политички субјект и политички човек. Значи, она што го пишува Липсет, Сеймур Мартин Липсет, големиот политички научник, за политичкиот човек и регенерацијата на политичкиот човек. Сите ние сме зоон политикони. Аристотел учи, би биле животни или богови. Ако не сме во јавната сфера, за било што да расправаме. Не само за НАТО или БРИКС,
Доволно е да расправаме, не знам, за закон за риболовство. Да расправаме, не знам, за куќен совет. Ние веќе влегуваме во политичката сфера. И не треба тоа да се срамиме, не знам, вика Драган Бјелогрлич, јас од некои своји олимписки висини, јас не учествувам во политиката, само ги поддржувам студентите. Не учествуваш. Со самото тоа што ги поддржа нивните политички барања. Тоа не се барања за смена на ректор. Тоа се барања за одговорност на политички водач. Тоа се политички барања. Барања во јавна сфера. Тој политички водач е водач во јавната сфера на народот како колективна категорија. И ти бараш тој да одговара, не знам, било што да бараш, да има избори. Ти веќе влагаш во политичката сфера, без оглед од која висина, дали си ти шампион, тенисер, глумец. Ти си во тоа време. И Џоковиќ, и Бјелогрлич, сите ти во тоа време се политички луѓе. Ама трагедијата е дека не се свесни за тоа. Значи, не се свесни ни студентите, не се свесни ни луѓето од естрада, ни луѓето од спорт, дека во оној момент, кога ќе дадат минимална изјава, ги поддржувам студентите или не ги поддржувам студентите, мислам за нив вака, така, тој влага во политичката арена. Зошто? Не се свесни со ова. Затоа што, оние луѓе кои се повикани да ги освестат, а го спомнам, не липсат. Политички научник, професор универзитетски. Такви липсети има секој голем универзитетски центар, Париз, Белград, Скопје, Букурешт, било кој. Тие луѓе самите тоа го повторуваат. Доволно е да погледнеме сега на протестите во Скопје 2015. Значи, имаме професорски пленум паралелно со студентскиот. Меѓу кој и сегашната председателка на Македонија. И тоа како знаат, затоа што тоа секој ден го предаваат. Која е разликата меѓу политичкото и неполитичкото? Која е разликата меѓу партиципативноста и поданичкото? И наместо да ги освестат своите студенти, ако веќе протестирате, протестирајте политички. Како што тоа го правеше младиот Орбан, кој што почна како студентски организатор, па тоа прераста во политичка организација и на најприроден начин стана водач на својата земја, или Габриел Борич во Чиле, кој што исто како студентски водач се издигна во политички државник, председател на Чиле. Нема ништо поприродно од тоа млад човек да е политички активен. Млад човек да следи своји идеи, своји визии и да ги остварува во животот. Да го променува општеството на подобро. Нема ништо поприродно од млади луѓе да ги спротистават своите визии, своите идеали и да бараат подобро утре. Проблемот настанува кога тие млади луѓе не се водени од искусни интелектуалци, од искусни учители. Учителот го создава лидерот. Секој Александар има потреба од Аристотел. Ако нема денес Аристотели, ако нема денес Макјавели, нема да има нови водачи, ќе има заблудени овци. Баш како во клипот од Немања Шарович, кој што се исмејува во овие години, што е сосем друга една тема, да ние тука го презираме веќе својот народ, кој што е дојден до таа мизерија да мора за сендвич да се продава, ама она што е овде главно, дека сите ние бегаме од политичкото во неполитичко, во подполитичко. И стануваме некои жални гладиатори во борбата на која што ни е режирал еден човек, знаеш кој? И стануваме дел од таа игра. За тој човек би можеле да... Можеме да збориме малку покасно за тој човек, дали ова се однесува за студентите дека немаат идеи, немаат визии, збориме општо за студентите, не само кај нас во Македонија, туку и во Србија, пошироко во светот, во Франција. Немаат. Студентите немаат визии затоа што не се подготвени да имаат визии. Спомнам односот меѓу учителот и ученикот, творецот и следбеникот е однос кој како таков постои од веки веков. Значи, сите големи мислители, философи, Питагора, Платон, Аристотел, имаат своји следбеници, Макјавели, Карл Шмидт во наше време. Без следбеници, тие не би можеле самите да изградат теории кои што постојат со векови. Следбеникот е битен затоа што еден следбеник го продолжува теоретското, друг следбеник практично
го остварува, собира околу себе луѓе кои што конкретно теоријата ја остваруваат во дело, на улица, во својата земја, во политичкото, во јавната сфера. Оној момент кога се е техницизирано, создадени се од широк личности фах-идиоти. Фах-идиоти кои што знаат кој дугме да го притиснат, знаат кој конкретен потез да го направат во својата сфера, но надвор од ова, не само да немаат една општа култура, едно општо познавање, например, за културата било на својот народ, било на цивилизацијата на кој припаѓаат, туку немаат дури ни минимум нужни познавања за јавната сфера, како функционира. Например, кога ние би ги прашале најголем дел од луѓето кои што протестираат за некој основен член на уставот на нивната земја, например, дали се работи за председателска, парламентарна, полупредседателска република, не би знаеле одговор. Кога би ги прашале сите тие спортисти, луѓе од естрада, дали имаат основна представа за политичкиот систем, зашто рековне ова се работи за политичка борба. Ако не е политичка, каква е борбата, нека објасни. Тие цело време се повикуваат на етички флускули, дека се работи за борба, например, против злото, против некој лош лидер, дека се работи за барања за на судски начин да се истражи одговорноста. Се е тоа во ред. Но овие барања сепак се политички. Овие барања не се спортски, овие барања не се стопански, овие барања не припаѓаат на ниту една друга сфера од животот. Значи, останува политиката, останува јавната сфера. Сега, ако е јавна сфера, ние мора да ги земеме елементите од јавната сфера. Значи, начинот на кој што тоа од секој се решавало во политиката. А во политиката тоа се решава на начин така што самите себе си прво се регенерираме, како зовам политикони, и делуваме по правилата на политичката борба. Без тоа, ние сме само едни разоружани војници, разоружани пешаци во шахот, кои што се жртвувани од главните фигури, од кралот, од кралицата, од оние крупни фигури кои што не ги гледаме. И каде е тука одговорноста сега на сите тие интелектуалци, на сите тие, и тоа како искусни и образовани луѓе? Па, по тоа што не ги освестуваат младите луѓе, не создаваат од нив следбеници, не создаваат од нив освестени борци и не ги подготуваат за конкретниот момент. Затоа што сите ние живееме во момент. Живееме во конкретно време, кое што е дел од историјата, нам не ни е даден во ова перспектива, во ова димензија вечен живот. Нам ни е даден ограничен, доста краток историски гледано, и еден човек, например, кој живел во 17 век, ете Карпуш, единствено што можел да се надева, тоа е дека ќе дојде неговиот момент на борба. И тогаш да се остори, да живее за тој момент. Само еден момент. И со тоа се завршува. Ако не живееме за тој момент, тогаш нас не гази времето, животот, а во историјата остануваме запаметени единствено како бесполезни марионети, кои што може направиле некоја штета, некоја забуна, биле дел од некоја магла, нејасна. Но дефинитивно не биле свесни субјекти. Може би студентите не сакаат да излезат од својата комфортна зона. Сакаат од таа комфортна зона некој друг да ги реша проблемите. Студентите веќе, тоа е прашање за материјалот. Тоа е прашање за човечкиот материјал. Ова е најбогатата, најкомфорната, генерација која што има најмногу. Кога втора половина на 20, прва половина на 21 век би ја споредили со било која претходна генерација, ние добиваме дефинитивно генерација која има многу повеќе за која што сите претходни генерации, че тие генерации на борци не може ни да сонуваат. Ние да му објаснуваме на еден револуционер од крајот на 19 век, например, некој лик од Виктор Иго или на Раци, например, кој што пишува на свеќа.
Така. Значи, тие нивните поеми или дела ги пишуваат на свеќе, дали ова ни е јасно? Да му објаснуваме за лаптопи, да му објаснуваме за технички уреди, дека за викенд може да одиме до Солун да трз, дека имаме одмор. Значи, тој нема поим за летен одмор или за зимување. Нема поим за викенд. И ние ова нему да му го објаснува на вистина би не гледал како некој сценарио патување во времето од, например, H.G. Wells. Така. Машина за времето. Проблемот е, овој комфор создаде саможивни егоисти, неспособни да жртвуваат минимум од својот комфор, она што рековне, јас му завидувам, као изногот, јас му завидувам на оно што има на калифот и сакам да видам калиф наместо калифот. Тоа не е идеализам. Тоа не е борба за остварување на конкретни права, класни, национални, било какви, и ниту еден, не знам, партизан, комита, анархиста, гемиджија, овде не би се согласил без оглед и да доаѓа од богато семејство. Значи, многу од нив ги напуштале своите салони и ги заменувале со ровови. Ама, тука тој добро сваќа дека тој некомфор раскош е негов. Тоа е остров на раскошот во морето на сиромаштијата. Денес, напротив, ние имаме море на комфорот, ако не на раскошот. Клошар, еден голем француски социолог, тоа многу добро го опишува оној момент, вика, кога комфорот го заменува едноставното живење, ние не можеме да зборуваме за револуција. Значи, нема во тој момент реална револуција, има имитација на револуција, постмодерна имитација, во која ние го имитираме она, како ние замислуваме дека тоа би било. Виртуелна револуција би можеле да ја наречеме. Сите протести, а првиот таков протест е против Салвадор Алјенде, со шерпи, нели, со звиждуци, раните 70-те. И сите тие протести има за цел само да ги раздразнат луѓето, да ги изведат од вообичаениот живот и да живеат во една состојба на постојан немир. Марек Локачовски, знаеш, имаме разговарано, полски философ и активен критичар на новиот светски поредок, го опиша наранџастата револуција во Киев, во Украина, нестична Украина, која на кој начин е организирана. Оно што ние го гледавме преку малите екрани, ги гледавме ете тие, украинските Драшкович, Джинџич, Јурченко, Јулија Тимошенко, но она што не го гледавме е дека цело време таму имало диџеи и трештела техномузика. И се одвил еден огромен рейв со наркотични средства, со еден ритам, ден и ноќ, во центарот на милионска метропола. Значи, може да замислиме колку има тука нормала, колку тие луѓе живеат. Една состојба на една постојана забава, на еден постојан разврат. Тука нема простор за политичка активност. Тука се мртви и гемиджи, и анархисти, не знам било кој. Да не бараме тука ни Ленин, ни Маркс, ни Прудон. Тука останува само вечниот денсер. Вечниот денсер кој може само преку крикови, некој преку артикулации да бара што? Да бара уште повеќе од тоа. И кога денес ги гледаме резултатите на тие перформанси, би ги нарекол, затоа што тоа дефинитивно веќе не е политичко. Тоа е многу послично на прајдот, како форма на перформанс, отколку на јасна политичка акција. Јасна политичка акција, манифестација, демонстрација, било што, е она во која што имаме колку толку свесни луѓе. Оне кој што 24 сати, 48 сати денса на ритамо не е свесен политички човек, не е борец, не е активиста, не е ништо тоа, не е милитант. Може да биде само еден избезумен човек. А избезумениот човек е веќе многу лесна мета за се и се што. Ова во Соединетите држави
се доаѓа до овој заклучок. Уште раните 60-ти години во Англија исто така со Тависток, со МК Ултра, и јасно е дека во Киев, и не само во Киев, инаку исто и во Белград, доста сите тие музички пропратни манифестации, да ги наречам малку цинично, во до сите 90-ти бе и тоа како експлоатирани. Значи, сето тоа може да има само еден резултат, а тоа е потполно рушење на класичната концепција на политичкото и на политичката борба и воведување на сосем нови форми. Големиот шпански социолог Хосе Ортега и Гасет зборува за масите кои од улиците гомила, би ги нарекле, ќе дојдат и ќе ги преплават престолнините. Мислам дека го живееме. Токму тој момент каде што масата владе, нема народ, било каков политички, камоли суверен. И не може се зборува тука ни за работници, ни не знам за студенти, за било што, затоа што масата се ова го руши. Масата се хулиганизира внатре и е инхерентно да се хулиганизира и да го прегази било кој потенцијал за нешто повисоко. И во тој момент, значи еве гледаме во Украина после наранџастата револуција, посебно со Мајдан, како се отиде до едно потполно заострување во кој што хаосот завладеа и хаосот го победи било кој ред. Затоа што после било која политичка промена настапува ред. Редот кој што го носи таа промена. Но ако нема ред, тогаш има постојан хаос. Да, на некој начин тој хаос е контролиран од одредени центри на политичка и економска моќ. Апсолутно. Спомнаме Тависток и МК Ултра. Било кој хаос би се растурил. Например, во Авганистан, по победата на антисоветските сили, 92-а, доаѓа до поделба на Кабул меѓу неколку милици. Значи, има таму сега веќе покојниот водачот на таджиците, како беше, не е важно. Значи, неколку милици, Достум, таджици, узбеци го контролираат. И тие, како не можат да се договорат, малку пукаат едни на други, и Кабул тоне во хаос кој ќе трае неколку години, дори талибаните нема да дојдат. Но кој е резултат на ова? Резултат е дека било кој хаос се завршува со победа на најсилниот, како во џунгла. Значи, тука го имаме законот на џунглата. Но, во тој закон на џунглата, тој најсилниот, нема да биде секогаш по вкусот на главниот режисер на играта. Токму затоа, хаосот мора да биде контролиран од луѓе кои што во континуитет ќе играат на овие саможиви индивидуи. Затоа што саможивата индивидуа ќе се повлече пред алфа машијакот, условно земено, пред талибанот, пред најсилниот во чопорот. Ги имаме оние слики, Иран пред револуцијата, нели, вестернизиран општество, Авганистан пред револуцијата. Но каде се сите тие луѓе вестернизирани, сите тие еманципирани жени во времето на Талибан? Ги нема никаде. Ема Бонино, позната и кај нас, поиде да бара права на жените за време на Талибан. И што се случи, доби права на жените, не ја избрка од тоа. Значи, тие знаат до каде можат да одат. И тие знаат дека во тој момент, кога ќе се соочат со силен и одлучен противник, се повлекуваат. Ама таму, каде ова индивидуа и овие разгалени денсери го наметнуваат ритамот, не смее да се дозволи да дојде некоја европска алтернатива на Талибан, не смее да се дозволи да дојде било каква алтернатива, па макар и хулиганска, која би воспоставила некој ред сепак. Туку мора таа маса до бескај само да репродуцира
вакви форми на заблудување и вакви форми на масовност и на гомилање на таа масовност до бескри, значи на тој квантитет, како што спомнав за Ортега и Гасет, и се додека не дојде до потполно рушење на веќе постоечките и прифатени форми на поредокот. Нешто да кажете за врска со протести у Белград и во Скопје? Добро, Скопје... Па не, тоа се горе-долу ние спомнаме за политичката култура која е во основа патриархална со елементи на подаништво. И тие сите едни од други копираат со самото тоа што се сродни културолошки едни на други. Оној момент кога ќе осетат дека кај првите, например во Белград да земеме, дека има еден протест на студентите кои што се замислени како разгалени дечиња на кои се им е дозволено. Тукашните разгалени дечиња исто тргнувајќи од таа патриархална основа го бараат истото во она инфантилно поле на имитација. Значи малото дете имитира, бара, често пати со плач и добива. И овде е тоа еден колективен плач во кој што се бара уште повеќе се добие. Но како што и таму и овде и воопшто во Европа, во денешниот свет, имаме деполитизација на младите, деполитизација воопшто. Не може да се очекува да се оствари било каква политичка добивка. Например, имаме неколку барања кои што е прашање колку се политички, но вреди да се дискутираат. Например, имаме бојкот на маркети, во неколку центри на бивша Југославија. И тој бојкот на маркети е прашање сега колку е политички, колку е стопански, рекол не потрошувачот во овој случај, исто не е граѓанин, како граѓанин може да протестира и тој не мора да бојкотира. Тој може, например, да протестира, да има манифестации пред маркетите, пред владата. Може од владата да бара, која што е одговорна, конкретни мерки. Значи, маркетите се економска категорија, тие се фирми. Граѓаните, партиите, движењата се политичка категорија. Тие имаат право во крајен случај да ги блокираат и самите маркети. Така. Тоа би била политичка акција. Може не би била баш легална, може би не би била и пријавена, ама политичка би била. Од строго политичка гледна точка. Ама една пасивна блокада пак ни праќа ист сигнал. Седи во твојата фотелја, во твојата комфортна зона, за твојот профил на социјалната мрежа, ти си семокен. Нема потреба дури ни да излезеш да купиш ништо. Денес вчера си купил. Значи, си имал резерви, си им дал вчера доволно пари на маркетите. Ако не си купил ако си блокирал денеска, утре заутре ќе купиш. Утре ќе надокнадиш точно. Ама ти нема да имаш ефикасна политичка акција. Слично е, например, протестот против дивењето на лудите возачи, кои што редовно сеат смрт по улиците, да се верува дека еден судски систем, за кој што не стои суверена, освестена и колку толку визионерска политичка власт може нешто да направи, е апсурдно. Правото произлегува од политиката. И било која ефикасна правна структура мора да биде политички закрилена од јасна политичка акција. Правото во една социјалистичка држава го штити социјалистичкиот поредок. Во една монархија го штити престолот. Во една религиска, фундаменталистичка форма го штити религискиот начин на изразување. Го штити во калифат, например, го штити калифат. Никаде нема пример судот да суди спротивно на суштинските темелни основи на политичкото државното уредување. Нема пример таков. Оние кои што се повикуваат, не знам, на независноста на судството во западните демократи, забораваат дека таа независност е остварена во она специфична форма во која што сепак се штити
например, приватната собственост или повеќе партискиот систем, но ова е многу важно. По победата на конкретните граѓански револуции во 19 век, претходно не постои таква судска слобода, судска независност, туку судството е кралско, например. И таа условна независност произлегува од учењето на Монтеске, кој што има за основа извојување на една автономија на средното племство, или ние денес тоа би може да го преведеме како средно чиновништво, наспроти високото чиновништво, или министрите, високото чиновништво, една врста на автономија, судиите спаѓаат токму од средно чиновништво, кој што нив им возложувал преку судиите и другите слични чиновници. Например, председатели на општини или началници на локални, на разни сектори во министерствата да добијат одредена улога. Но, колку е ова една коцка со самата држава и со судбоносната улога на државата, ни сведочи примерот на посоветска Русија. Првиот градоначалник на Елцинова Москва веќе, на посоветска Москва, Гаврил Попов, мислам се вика, напиша една доста интересна книга за тие искуства, каде што сведочи дека никогаш не би дошло до перестројката, токму средното чиновништво по прв пат во руската историја да не превзеде контрола. Значи, да, судството и сите тие средни чиновници биле под власт на високото чиновништво и под власт на врховниот владетел, било да се викал цар или председател, како што Пастернак вели во Доктор Живаго, което и Ленин, дали е тоа новиот цар. Значи, јасно е, и во републиката и во монархијата има врховна власт и има разни чиновници кои што се дали средна, дали нижа категорија на власта и кои можат да имаат автономија во оние форми кои не ја чепкаат сршта на системот. Токвил, Алексис де Токвил, големиот автор, големиот европски патриот, кој што ги посетува Соединетите држави по Француската револуција, сведочи за големата власт на судијата и на шерифот во американското општество. И неговиот заклучок е, значи, Токвил доаѓа токму од традицијата на Монтеске и припаѓа токму на тие кругови кои што требало да бидат привилегирани со оваа структура. И тој сведочи дека американскиот судија, колку и да има права, слободи, привилегии, би ги нарекле, да осуди човек, да, не знам, да го протера од својот округ, права кои што никогаш во Европа ги немал судијата, сепак, ова е релативно и може да постои само во конкретниот систем на Соединетите држави и во конкретниот систем на американскиот уставен поредок, кој предпоставува во тоа време апсолутна супремација на белите протестанти, робовладетелство и постојано ширење кон индијанците и кон Мексико. Кога би ги тргнале сите овие категории, би го немале ни ова. И тоа се гледа денес. Тоа се гледа со патриотскиот акт на Џорџ Буш помладиот, кој што ги поништи сите права, кој што ги поништи основните амандмани, значи апсеа било кога во тоа време, во хистеријата после 11 септември, и се огледа до ден денес во едно американско општество кој се помалку и помалку потсетува на она како го замислиле основачите во Филаделфија. Така да, било кои барања за правни, економски привилегии мора да имаат во себе политичка основа. Ако немаат политичка основа, тие се лишуваат од основата, од основното оружје, од основната категорија која што ја има секој борец, манифестант, човек кој протестира, кој што бара
одредени права, привилегии, промени, а со самото тоа себе си се прогласува, се претвара, се трансформира во политички субјект. Било кое бегање од политиката е едноставно затварање очи пред воз кој што доаѓа кон нас. Ние не можеме да сме неутрални пред возот, или треба да бегаме во секој случај, треба да сме свесни дека таа опасност не се приближува. Во овој момент, кога ние ги затвараме очите пред конкретното, ние сме слепи пред својата судбина и судбината ќе не прегаси. Сега доаѓаме до момент на кај што треба да се спомене човекот кој што е битен за режисерот за овие, да ги наречам, протести, демонстрации, револуции, унаводници револуции, шарени, обоени, кафеави, црвени, зелени, жолти. Значи, дали идејата на тој човек, на тој режисер што го спомена ти, идејата му е, ајде да почнеме од студентите, да ги направи аполитични битија? Да. Даниел Бел, уште во 50-тите години пишува за крајот на идеологијата. Во тоа време во Источна Европа далеку сме од крајот на идеологијата, се уште голи оток работи во Југославија, ГУЛАГ во Советскиот сојуз, многу колонијални земји треба да се борат за својата слобода, така да ни Насер, ни Нехру, ни било кој во тоа време Че Гевара не размислувал за крајот на идеологијата и живеели идеологијата и политиката во сета нивна целина. Но овој човек кој што живее во најразвиената земја на индустријскиот запад, во САД и низ нивните универзитети, јасно сваќа дека ние ги исцрпуваме парадигмите на идеолошката борба и се приближуваме токму до една економизација и юридицизација во кој што тие економски и правни концепти ќе бидат водечки. Ние тоа го доживеевме во 90-тите години, каде што борбата за инвестиции, борбата за привлекување на туристи стана доминантен дел од политичкиот живот, што никогаш не било. Значи, секогаш основна била судбината на народ и делењето на судбината на народот од водачот до последниот човек, а не борба за инвестиции. Оној момент кога инвестициите стана наша судбина, ние заборавивме судбината. Заборавивме зошто постоиме и зошто треба да постоиме. Жозеф де Местр, еден од мислителите на контрареволуцијата во време на револуционерните борби во Франција, вика дека главното прашање и на политиката и на животот секогаш не е како нешто треба да се направи, туку зошто треба да се направи. Која е целта на постоењето на една класа, еден сталеш, еден народ? Зошто постои и што треба да даде во таа голема историска битка? Ако ова не можеме да го одговориме, тогаш ние сме од самиот почеток во дефанзива. Зашто на главните екзистенцијални прашања немаме одговор. Не е прашањето што ако го смениме сегашниот тиран со нов. Туку зошто треба тоа да го направиме и што се очекува од нас? Или ајде додам до крај, што очекува историската судбина од нас во тој мал живот што ни е даден. Оној момент кога доаѓа до пат на политичкото и пат на идеолошкото, а рековне тој е периодот од 50-тите па таму до крајот на 20-тиот век, само еден човек, за наша голема жал, и ние мораме овде да му оддадеме бескрајно почитување на тој човек, па кој сака и да се скандализира, сваќа дека тој ќе игра токму на тие карти и ќе биде победник во борбата против деполитизираните, деидеологизираните, деисторизираните егоисти на нашето доба. Тој е Џорџ Сорос, јасно. Во времето кога Фукујама и САД прогласуваат крај на историјата, тој ја отпочува својот крстоносен поход кон исток. Џорџ Сорос, како ученик на Попер, на Карл Попер, многу добро сваќа дека материјалот со кој што ќе работи се разгалени поединци. Значи, таа нова генерација.
Тој нема да работи со класи, тој нема да работи со Оливер Твист од Чарлз Дикенс, нема да работи со таа сиромаштија, со оние деца за кои што Енгелс со ужас раскажува како ги експлоатирале во фабриките во Манчестер, како безмилосно капиталистите викаат од 5 часот има да се нацртаат тука и да работат 12 сати, затоа што нивните потомци се заинтересирани за некој друг Манчестер, за Манчестер Юнайтед. Сега, судирот меѓу Оливер Твист и Манчестер Юнайтед е секогаш во корист на Манчестер Юнайтед, на пивото, на телевизорот. Тоа не е материјал за Маркс, тоа не е материјал за Жозеф де Местер, тоа не е материјал за Русо, тоа не е материјал за Хопс, тоа е материјал за Сорос и Попер. Значи, тоа е материјал за крајниот индивидуалист кој сака да има што е можно повеќе во животот. Тој човек не само што не го интересира конкретна идеологија, не само што е паднат од волевото, од волјата кон концептот и цело време размислува во шеми, туку тој човек сите тие шеми ги користи само како и натаму да си ја зголеми својата благосостојба. Значи не жртвува. Тоа не е човек кој се жртвува или би жртвувал било што од себе. Тој е човек кој што бескрајно добива. Ваков човек кој што Маркс би го ставил дефинитивно во експлоаторската класа, а не во експлоатираните. Ваков човек кој што Русо дефинитивно би го ставил во оние кои што ги коваат цинџирите на луѓето кои што се раѓаат во окови, нели, иако се дадени да бидат слободни. Ваков човек е идеален да биде дел од проекцијата, да биде дел од симулацијата, да биде дел од симулацијата која трае. Значи, тоа не е историска револуција, туку тоа е една врста на постмодерна инсталација, во која што се имитираат конкретните историски форми. Значи, постмодерна, постполитичка инсталација, која што служи за анимирање во добра мерка и за забавување на луѓето за едно реалити кое трае. Ние имавме и Белград 97-та, иако реалити уште не ни беше познат како таков, но кога од денес гледаме и Киев 94-та и ова и 2004-та и 2014-та, Мајдан, ние имавме реалитија. Во основа, политички реалитија, во кои учесниците, слично како и во едно реалити шоу, беа под будното око на камерите, играјќи многу поопасни улоги. Во Мајдан веќе тоа беа улоги на снајпер и на жртви на снајпер. Но сепак, камерата цело време сведочеше колку и да е сурово за една забава која трае, која се плаќа и со човечки животи, но која мора да трае во еден веќе канибалистички стил, во еден стил каде што, да го цитирам Ноам Чомски, понекогаш се чини дека луѓето во Стейт Департментот ги обожаваат ацтечките богови на човечките жртви. Овде го имам не истото, како да се хранеа со човечки жртви, со човечка крв. Ви се сетив и на демонстрациите во Белград, 97-та имаше мртви во судирот меѓу демонстрантите и контрадемонстрантите. И во сите овие случаи, деидеологизираните многу лесно потпадна под еден центар кој што точно знаеше што сака. Што сака тој центар? За да се вратиме на Џорџ Сорос, на гениалниот, ви рекол Сорос, мора да го истражиме накратко развојот на левите структури во Соединетите држави, пред се меѓу еврејската популација во Њујорк во 30-тите, 40-тите години, тоа се троцкисти. Значи, Троцки бега од
Советскиот сојуз преку Турција за Мексико и во Северна Америка и таму ја формира четвртата интернационала, која што е противник на третата, на Коминтерната. Тука тој воспоставува контакт со водечки њујоршки интелектуалци, од кои што позначи се регрутираат неоконзервативците. И меѓу нив главен идеолог на Троцкистичката интернационала Джеймс Канон, кој што развија теорија врз основа на учењето на Троцки за Советскиот сојуз како дегенерирана работничка држава. Значи, тој им признава дека се работничка држава, социјалистичка, ама дегенерирана, тоа не е она за што се боревме. Многу револуционери кои што не успеале обаче го кажат. Не е Троцки единствен што може да го каже. Но, во рамките на ова движење настануваат повеќе фракции. Макс Шахтман, апсолутно непознат во нашата средина, создава една врста на лева критика сега на троцкистите, кои што самите се лева критика на Сталин. И настанува еден абсурд на лев антисталинизам, па дури и лев антикомунизам. Майкл Паренти, големиот борец за права на балканските народи, на балканските пролетари, ќе крикне во доцните 90-ти, кога Guardian, Independent и кои се не назови леви часописи, начело со германскиот назови марксистички филозоф Јирген Хабермас, ќе го напаѓаат Милошевиќ за етничко чистење. И Майкл Паренти ќе крикне: па зар вие левичарите сте најголеми антикомунисти? Зар вие левичарите го поддржавте НАТО милитаризмот и бомбите над Белград, над неврзаната престолнина? Да. Тие, Тони Блеровци, го поддржаат тоа. Како? Така што Макс Шахтман создава шахтманизам, учење на лева критика на Советскиот сојуз како империалистичка, капиталистичка држава. Разликата меѓу Троцки и Канон и Шахтман е токму во ова. Не е Советскиот сојуз веќе дегенерирана работничка држава, туку капиталистичка држава, Сталин, Хрушчов, сите тие не се ништо друго, туку капиталисти, реакционерни капиталисти, империалисти, кои што се се такмичат со другите империалисти кои да заграби повеќе. Ова ниту еден критичар на сталинскиот модел го нема кажа. Ниту еден критичар на Советскиот сојуз, маоиста, не знам, ходжаиста, ова го нема. До таму нема појде. Сорос зема од нив, паралелно со критиката на Попер, кој што Платон, Хегел и Маркс ги става како три апостоли на тоталитаризмот. Па ние се чудиме кој тоталитаризам кај Платон. И нешто што многу малку луѓе го приметија кај нас. Еве да го споменам само професорот Ферид Мухич, кој што е единствен во новие простори, кој што има критика на Попер, визави Платон, и каде што на малку комичен начин, саркастичен, века, дали Платон тие го замислуваат како Лорд Грејсток, кој што паѓа меѓу балканските варвари да ги, Лорд Грејсток, Тарзан, да ги облагороди. И дали тоа го гледаат англичаните. Затоа што нам никогаш повеќе од тоа нема да ни признаат. И како Платон тука на Балканот да се роди. Па мора да е некој тоталитарист, мора да е некој протокомунист, некој прото-Тито, некој прото-Сталин, некој партизан од тоа време. И Маркс е третиот, Маркс е внукот на Платон во учењето на Попер. Ако тие тројца се апостоли на тоталитаризмот, тогаш мора да се создаде противотров. Противотровот е таа лева критика. Ти го имаш тоа искуство што се жал јас го немам, на дружење со тие луѓе во Дуња, каде што можеше да се запознаеш со најразни ликови, кои што во основа се декларира како левичари. Да, широк диапазон. Да. И сега, сите тие левичари има став на критика кон власта за сметка на отворено општество. Иако конкретно може и да го критикувале. Ама несвесно работеа за тоа. И како сега се дојѓа до
лева критика на сталинските деривати. Затоа што сите овие источноевропски земји, дури во нивната транзиција, во основа се сталински деривати, како тоа го гледаме. Па, сите републики на Југославија, во нивните граници, во нивниот денешен идентитет, настануваат во сталинско време, навно и Астом, например. Распаѓањето на Југославија не по нивна волја, само ги институционализира веќе постоечките форми. Источна Европа исто. Кога Полска ги добива овие граници? Во време на Сталин. Значи, сите тие форми тогаш се формираат до крај. Советски сојуз исто, ете Украина, од кога и се границите, Белорусија, Балтичките. И сега, оне кој што, например, ја критикува власта од овие егоистички позиции, би ќе реков, не барајќи максимум слобода на индивидуата, без оглед колку таа власт забегала во десни капиталистички форми, тој не критикува од изворни работнички, пролетерски, туку од позиции на индивидуален, колку ова сега да звучи, абсурдно, токму така е, антиавторитарен лик кој што црпи од овој лев антикомунизам, за кој што никој што не чул. Затоа што оние брошури, од кои што тие учат, се сеќавам на една брошура во кој што, например, Груевски беше спореден со Хитлер, мисле, че не? Да. Да, ама во кратки панталончиња, нешто. Така, да. Тоа е во основа Шахтман, значи, критика на авторитарноста, ама каде што ние не создаваме пролетарско општество, туку создаваме едно општество на индивидуални луѓе, кои што ќе бидат слободни, затоа што е бил премногу авторитарен, например, забранил пушење во јавни простори. Дали Сталин би умрел смејање ова да го чуе? Тоа е интересно прашање. Значи, ние имаме луѓе кои што несвесно спроведуваат радикално центристички позиции. Тоа се позициите на неолибералите. При тоа, надевајќи се дека, рушејќи го условно десничарот, ќе дојдат до што? До социјалистички, комунистички, анархистички форми. Не доаѓаат цунами на опустошување. И каде се сега тие? И тоа е големо прашање. Ова деидеологизација доведува до ова опустошување, доведува до еден неверојатен нихилизам, доведува, како што Ниче ќе прогнозира уште во предминатиот век, до ширење на пустината. Ова е таа пустина за која изборува Заратустра, а која денес не ја сведочиме. Пустината на изгубените души, деполитизирани и деидеологизирани, кои не знаат кому му припаѓаат, за што се борат и чии идеи застапуваат. Сорос успеа да стане една врста на хегемон на идејата. Со падот на историјата падна сите комунизми, фашизми, сите Бадер-Мајнхофи, сите црвени бригади, било која форма на алтернатива се сведе на некои екзотични, не знам, унобомбери или таму поединци кои што се надеваат со некој крик на очајот дека ќе го разбудат светот. Како автономните зони на Хаким Беј. Да, Хаким Беј или еве сега вукодлаците, поединци терористи кои и се закануваат на Ѓорџа Мелони. Дури веќе нема ни конкретни акции како во годините на оловото. Ѓорџ Сорос фактички со еден удар ги убива десните и левите идеи. Апсолутно. Ѓорџ Сорос е хегемон на идејата денес во Источна Европа. Он фактички користи енергијата на левите против десните и обратно на десните против левите за да поентира. Тој поентира токму на наследството на Шахтман, кој што сталинизмот и титоизмот како дериват на сталинизмот можеме да додадеме, ги смета како капиталистички, не социјалистички форми, туку како капиталистички форми кои треба да се соборат со левичарски активизам.
И ова го превземаат несвесно, Сорос зема од него. Овде никој за тоа не е свесен, затоа што ние немаме работа со идеолошки следбеници на Сорос, туку со конкретни финансиски луѓе кои што имаат финансиска корист од тоа. Со ситни души кои што живеат преку донациите од Сорос. Таков првенство сите невладини организации. Ние немаме прашање колку во Источна Европа постоеле. Еве, на пример, би било многу интересно да направиме ваква анализа. Во Источна Европа имаше дисиденти. Господин Драган Джилас, Милан Джилас е најпознат во Југославија. Солженицин, Бродски и секоја источна европска земја, од Источна Германија до Бугарија имаше по некој. Овие луѓе или беа борци за слобода на совеста, Солженицин, например, или беа борци за повеќе партиски систем, Джилас, критичари на таа нова класа, што навистина се создаде таа бюрократија. Ама не можам да се сетам меѓу нив да имало барем еден неолиберал. Во 60-тите, 70-тите години, 80-тите, ниту студентите, ве ги спомнам, 68 во Белград, Загреб, нели, Црвениот универзитет, 7 секретари на Ској Карл Маркс бараат такви работи. Ниту пак во Македонија некој барал, ниту во некоја Советска република. Не можам да се сетам некој од нив, уопшто и да знаел кој е Сорос, па и Попер. Попер е преведен во Југославија инаку од Коста Чавошки, малку е позната, човек кој што се дотогаш е правоверен комуниста, но голем интелектуалец, се разочарува во комунизмот, но не оди директно во десна национална идеја, туку како да му требал некој центриста за да премине кон таму, што многу кажува за психолошката структура на еден интелектуалец, на еден балкански динароид борец. Но нема интерес некој за него. Раните 80-ти, по прв пат во Југославија, во Белград има иницијатива за создавање невладина организација за да се забрани смртната казна. Државата интервенира и ги апси иницијаторите на невладина организација. Значи, се е тоа на некои маргини, се е тоа несватено. И кога во раните 90-ти ќе никнат како печурки невладините организации, нема да има идеолошки сорозити, нема да има философски следбеници на Попер, има може на некој академско ниво, иако и ова би било интересно, например, да се направи анализа колку луѓе одбраниле стручен труд на тема Попер, на тема политичка филозофија на Попер, се сомневам дека ќе се најде некој. Затоа што цело моје искуство ми кажува дека Попер, политичката филозофија, затоа што тој е логичар, позитивиста, неговата политичка филозофија едноставно не е обработена. На водечките амерички, руски универзитети не е обработена, камоли овде. И со Попер во оваа смисла не се занимаваат луѓе. Значи, ние не можеме да го хакираме Сорос, да го хакираме идејниот хегемон на нашето доба, ако не го хакираме неговиот идеен татко Попер. Ако Иден хегемон и иде и гробар на апсолутно, целокупниот свет. апсолутно. Ама како сега тој гробар во до 80-ти години, како тој геронтократ на нашата идејност, да се предизвика, ние не можеме дури да го предизвикаме, ако за тоа немаме, никој не пишува, никој не дискутира, ние треба да имаме секојдневни дискусии про и контра Попер. Мора да се декотира идејата на Попер. Апсолутно. Треба да се свати Дали Попер, во за Белград 97, во Киев 2004, во Скопје 2015, во Белград сега 25, па и овде може утре. Некој дискутира про и контра Попер. Дали, значи ти беше во Дунја, запозна многу луѓе, дали барем еднаш беше тој Попер спомна, дали барем една дискусија имаше про и контра Попер. Ниту еднаш. Значи има за се и се што има. Ја мислам дека добар дел од луѓето од Дунја Не ни знаат. не знаат кој е ни Значи- Попер, ни Фридрих фон Хаек. За Сорос знаат, ама џабе што знаат за Сорос кога... За Сорос знаат во смисла на финансиер, на златна кокошка. Така. На човек кој ги решава нивните финансиски проблеми. Така. Значи, и нашиот проблем е дека ние не само ништо што не читаме, туку ние не сваќаме дека Сорос е автор на книги. Значи, Сорос има напишано книга за неговите авантури
во Елциновска Русија и како ги подучува Козирев и целата банда околу Елцин, како економски да ја уништат Русија. Има цела книга човекот за тоа напишано, како е тој мастермайнд на економската пропаст на раната Руска Федерација. Ние ништо не читаме од тоа што овие луѓе пишуваат. Во контекст на ова прашање, тоа значи можеме да заклучиме конкретно за ова прашање поврзано со Джордж Сорос и неговите активности на планетава Земја, дека нема алтернатива во моментов Сорос. Во моментов нема алтернатива затоа што луѓето кои што се повикани за тоа, интелектуалците, писателите, професорите, не нудат алтернатива. Каде влезе прв пат Сорос? Влезе во образовните институции. Прво ги зеде школите, факултетите, им плаќаше патувања, им плаќаше издавање на книги. Јас се сеќавам на конкретен пример со професорка една од економски, што не сакам да ја спомнам по име, која што ми се жалеше, дека поради неизини антисорос ставови во раните 2000-те, дека не може веќе да има професорски живот, значи со патување, со издавање на книги, затоа што чувствува еден благ бојкот. Престанува со критиките и си се враќа во својата природна агрегатна состојба. Што значи? Ние не само што немаме никаков контрапотек, туку немаме потенцијал за контрапотек, затоа што официјалната академија е потполно подкопана од тој вирус. Баш во конкретна методолошка форма, не зборам за некоја идејна форма, за некој учење. Тоа апсолутно го немаме. Туку зборам за конкретна форма каде што тие се конкретно јаничаризирани и не можат да излезат веќе од тоа. Значи, ние да очекуваме човек кој цел живот го посветил, не знам, било на професурата, било на новинарството, а тука беше тој најзастапен, таму на крајот на кариерата да излезе од таа приказна е апсолутно невозможно. А новите генерации само го продолжуваат она што е веќе зацртано од постарите. Така да, не гледам тука некоја шанса. Шанса е можна едино во создавање на некои алтернативни модели на интелигенција, алтернативни модели на издавачки куќи, алтернативни модели на веб-сајтови, портали, во кои што би се создале нови мислења и би се предизвикала самата теорија за отворено општество. Значи би се создало контраотворено општество. Дали на планетава Земја се случува еден вид на владење на гернотократијата, да речеме Западот конкретно, западниот свет, од Сорос, односно од Бајден, кој што е поврзан, неговата партија е поврзана со Џордж Сорос, па со сегашниот републиканец Доналд Трамп и двојцата се гернократи. Дали Западот се движи кон таа гернотократско владење? Одамна. Новите генерации се поисцрпени. Джовани Сартори, италијанскиот политички философ, ја има онаа теорија за homo videns. Homo sapiens станува homo videns. Homo videns е човекот на сликата, човекот на телевизијата, човекот на интернетот, човекот кој што е владеен од сликите, кој што е владеен од филмот, кој што е владеен од сценариото, а не е владеен од конкретниот живот. Тоа е ова што зборавме веќе за ритамот и за денсерот, рейверот, кој што ја растура политиката. Овој човек, homo videns, има се помалку и помалку животворни, витални сокови. Има се помалку и помалку едно здраво тело, еден здрав корпус, со кој што може нешто да понуди. Значи, веќе спомнавме движењето кој се претвора во Vamos a la playa. Така. Тие не можат да замислат сите ние, мислам, не само некој таму, една сезона без одмор, 2 викенди без патување. И во таа ситуација ние веќе немаме нови идеи, немаме нова креативност. Креативноста паѓа и наместо тоа имаме луѓе кои што го спомнаме Сорос, ги спомнаме тие негови идеолошки калкулации, а кога и тоа направено, пред колку децении, кога е Попер, кога ја пишува книгата за непријателите на отвореното општество. Во 40-ти години на 20 век. Значи имаме цела епоха меѓу тогаш и денес. И
ние и натаму го живееме ова грозно пророштво на Даниел Бел и на Фукујама за крајот на идеологијата и крајот на историјата. Тоа значи сите досегашни протести се киднапирани од Сорос и неговото друштво. Значи, ние допуштивне стари луѓе, Сорос има веќе 87-8, ние допуштивне тие луѓе да бидат некои последни витални мислители. Јас денес не можам да се сетам Германија, например. Земјата на филозофите. Кој денес филозоф во Германија? Слотердик е последниот. Значи, нема, се сеќавам пред 10 години Слотердик имаше на ЗДФ, ми се чини, филозофско шоу. Неколкумина седеа така филозофи, разговараа за тие вечни теми. Го нема веќе. Го нема. Добро, Германија е политички ампутирана земја, таа нема политичка моќ. Ампутирана, ама и без извор на чиста вода, на чиста мисла, кој би можел да даде нешто ново. Значи, нема и во Америка, нема нови мислители, нема нови мислители политички социолози, сите овие што ги цитираме, Липсет, Сартори се мртви. Значи, ние сме како што имаше друштво на мртви поети филм, ние го живееме времето на друштво на мртви мислители. Сорос е единствено жив, нема друг. Значи, нема луѓе кои што можат да понудат било што. Имаме негови следбеници кои што не се следбеници, и тоа е интересно, не се следбеници во смисла да ја развијат мислата. Сорос нема свој Енгелс, нема свој Ленин. Туку само изведуваат работи конкретно на терен. Зошто е сега тоа така? Тоа е така затоа што после векови на борба, идеолошка, политичка, историска, безмилосна, европските народи се исцрпија. Западот во целина се исцрпи. Западот од сам почеток е заснован на борба која што подразбира безмилосно подчинување и уништување на противникот. За да го објаснам ова, ќе се повикам само на една основна разлика меѓу западните и источните манастири во средниот век, на кој начин ги третирале болните. На запад, од самиот почеток постои ампутација. Значи, ампутација на рака, ампутација на нога, на болното. Такиво. Во политиката го гледаме во Вартоломејската ноќ. Ги ампутираат когенотите, но го гледаме и во Холокаустот. Ги ампутираат евреите. Непотребниот, тугиот, противникот се ампутира. Затоа што ако не се ампутира, гангрената ќе се прошири врз другиот политички организам. Да, но кај истокот имаме третирање, имаме лечење со тревки, например во среден век на било кој начин. И имаме една врста на хармонија, на сострадување со патеникот. Ова, од друга страна, ќе создаде два негативни концепти. Позитивниот концепт е, например, да, Руската империја ги интегрира сите, од естонци до јакути, и создава она што Солженицин вика, ниту еден народ не беше уништен, за разлика од индијанците. Сите создаваа нешто ново. Харчиков, големиот бард на рускиот национален комунизам од 90-тите, ќе каже во една негова песна: заедно тргнаа во бој и Мордвинот, и Молдавот, и Чеченот. И заедно сите градеа. Па и денес некои трагови тоа може да го видиме во Украина. Но, негативното ќе западниот човек станува патолошки манијак, кој што го отфрла тоа негативно. Човек кој што е способен да го уништи ближниот за да успее. Во либерализмот тоа се нарекува газење преку трупови до успехот. Источниот човек станува шизофрен. Па имаме двојни идентитети. Тоа го гледаме овде. Го гледаме во спорот со Бугарија, со Грција. Го гледаме Југословени или разни републики, Совети или Руси, Украинци или Киевска Рус, не знам, Полска, Словени, не Словени. Сите, кај сите имаме схизофренија. Двоен поглед на свет. Пагани или христијани.
Колку има случаи и во раната српска историја, например, во раната бугарска, да се христијанизираат и некој принц паганин таму станува се бори против татко му, против родениот татко, да се вратат старите богови. Богомилите си исто, нели, двоен поглед на свет. Каде денес ова оди? Денес ова оди да Западот има произведено безброј расизми, значи едно негирање на другиот до бескај, негирање дека е човек, безброј шовинизми и класизми. Еве тоа го гледаме, например, овде во се поголема поделба меѓу луѓето, губењето на солидарноста, потценување на другиот затоа што е посиромашен, затоа што не можете да се обезбеди патување до Барселона, до било каде, до Венеција. Не може, не знам, да оди на екскурзија студентска. Бескајни потценувања, сега тоа го видовме со новиве снимки на протестиве во Србија, каде што сендвичарите, нели, си смејуваат до бескај. А тоа е свој народ. Својот народ го исмејуваш, како што тебе те исмејуваа 99-та на CNN, кога аплаудираа додека бомбите паѓа над што? Над застава во Крагуевец. Така да. Истокот, наспроти ова, нуди разни форми на хармонија. Лев Карсавин, еден голем руски философ, токму 20-тите години, кој после револуцијата се обидува да понуди некој модел кој не би бил можеби марксистичко-атистички, но сепак би бил источен и хармоничен, не би бил капиталистички, расистички, го нуди моделот на хармонична личност. Значи, секоја личност може да се најде себе си во еден широк мозаик. Бенедикт Кајзер, актуелен мислител германски, да спомнеме еден од младата генерација, мохиканец, може кој упорно се бори против сите, па зема од Маркс, зема од Ниче, вика, дали е можно да создадеме една мозаичка политика, мозаичка економија, во кој што ќе се најдат различните. И колку е тоа можно во ова капиталистичка џунгла, во ова џунгла во кој што пак правото на посилниот да се вратиме владе. Или владе социјал-дарвинизмот. Па, може да се рече социјал-дарвинизмот, посебно ако визави ова го гледаме со сето она што се случува последниве неколку години, со пандемијата, со лабораториите во Украина. Јасно е дека се оди кон максимализирање на смртта и кон минимализирање на животот. Доста е да видиме колку разни случаи на смрт останаа неистражени. Западот во оваа негова форма единствено што може да најде како решение, тоа е на тамошна експлоатација. Тоа е во економијата, со една безмилосна монетарна политика на ММФ, на Светска банка, со стегање на каишот до бескрај, со штедење до бескај. Тоа е единствено што тие го научиле. Со употреба, односно злоупотреба на вештачката интелигенција. Да, значи дехуманизација. Така. Едноставно. И дали сега постои некој одговор, ние го спомнаме Карсавин, та хармонична личност, дали истокот нуди одговор кој не се заснова на угнетување, туку се заснова токму на хармонија. Тој одговор може да се најде во разни, сега би ги нарекол, рудиментарни учења, кои што се повеќе стихија, еден стихиен одговорен крик. Џон Халовеј, голем антиглобалистички, повеќе активиста, но секако и мислител, неговото непознато дело Scream, крик. И тој вика дека во овој момент нам ни преостанува само крикот. Тој крик потоа постепено ќе роди решение. Амори Стар, еден исто така човек од ова милје, во неговото дело Define the Enemy, упорно трага за дефиниција на непријателот во калчмитовска форма, кој е значи ние мора да го знаеме непријателот. Во неолибералниот свет нема непријатели или непријателот ти е овој конкретен, владетел, кој што може да е тиранин, да е најлош, ама не е единствен.
Не, само тој. Кога тој ќе падне, кога овој премиерот тука ќе падне, мет и млеко ќе, рај на земја ќе. Нема ММФ, нема Светска банка, нема Светска трговска организација, нема НАТО, нема ЕУ, нема ништо. Нема архитектура монетарна која е упорно градена од 45-та, нема доларизација на која што се спротистави големиот Кейнс, нема ништо од ова, нема систем монопол, светско тиранство на една сила, нема ништо од тоа. Постои само наш локален проблем тука, кој што ние локално ќе го решиме. Ви узмени с историјата, блиската историја, Муамер ал-Гадафи, која се спротистави на дедоларизацијата, веднаш му направија државни удари и го сруши. Да, Гадафи, Чавес, Садам Хусейн голем е списокот, но она што е тука важно е да се согледаат ефектите на монополот, политички монополот монетарен, монополот воен на таа една сила, и да се свати во кој правец се оди. Значи, до 45-та не постои една валута доминантна, ниту постои правило разни земји да ги складираат своите резерви во една валута. Значи, некој што била фунта стерлинг, франк, разни валути, да не збориме за златото, кој од секогаш имало вредност. Пак политичката доминација, да не се лажеме, главен победник на Втората светска војна е Вашингтон, не Москва. Москва е крајно исцрпена, самиот Сталин, тоа го вика на неколку пати, дека тие не можат да се опорават со децении, им треба. Например, има некои анализи, конкретно бројот на трактори во Советскиот сојуз достигнува некои помали земји од тип на Данска, Британија, дури 70-тите години. Значи, не можат тие со децении да се опорат, без оглед дали имаат и нуклеарно оружје од 50-тите години, далеку се зад американската моќ. Во однос на валутата која спомена, со отварањето на тие два монструми од Бретон Вудс, Меѓународен монетарен фонд и Светска банка, се спроведе на цела планета единствената валута американскиот долар. Тоа е последица на победата од 45-та. Јас дури би рекол Хирошима и Нагасаки го доведоа доларот. Значи, без ова америчка апсолутна моќ и Америка сега со помош на неколку механизми, пред се политички воени, не економски, ја остварува оваа своја надмоќ на Западот, а потоа и во сиот свет. Да ги разгледаме накратко тие механизми. 49-та го создаваат НАТО, Северноатлантската алијанса, која што е и исто една киднапирана идеја на европските земји. Значи, не се создава Европска одбрамбена иницијатива за во неа да бидат вовлечени ни Лондон ни Вашингтон, туку се создава од западноевропските држави да се спречи обнова на Германија. Зошто? Па Франција, Холандија, Белгија не бе окупирани ни од Русија. Значи, тие никош не ни војували со Русија, земји од Бенелукс, туку од Германија. Ниту пак тие се ослободија како последица исклучиво на англоамерикански напор, туку поради големите победи на истокот. Што тие имаа потреба? 46-та, 7-та, 8-та. Да се здружат за да спречат било каква идна германска надмоќ. Само ова, ништо друго. Но, Роберт Шуман, тогашниот водечки француски политичар, се обидува да ги изолира и Англија и Америка од овие потези и да ја наметне својата германска политика. Па дури и по цена на сојуз со Советскиот сојуз. Тоа е идеја на Де Гол, уште од 44-та. Но исцрпената Франција, значи поради резултат на војната, мора да прифати соработка прво со Англија, а вештите англичани тука ги доведуваат американците. НАТО станува од самиот почеток гарант на американската надмоќ со базите низ цела Европа. Доволно се прашуваме колку има француски бази во Северна Америка. Италијански, да не ни спомнуваме. Значи, јасно е тука кој се наметнува политички и кој се наметнува воено. Американската воена надмоќ има еден посебен стратешки квалитет. Ако денес ги разгледаме водечките стратези на НАТО, ќе видиме дека многу од нив се европјани. И сите тие носат во себе една посебна димензија, еден посебен вкус, би рекол,
на европската мисла. Ленард Сушон, најголемиот жив експерт за мислата на Клаузевиц и началник на Центарот за изучување на Клаузевиц во Германија, смета дека НАТО е неодвојиво поврзан од мисиите на исток, кон Авганистан. Овде, тој не прави ништо друго, туку ја следи германската мисла, Дранкнахостен, каде што тие уште во Прва светска војна имаат Ото фон Ноер е познат, германскиот Лоренц од Арабија, кој што има мисии во Иран, во Авганистан, германско-авганистанските односи се и тоа како долги, немалку ирански и авганистански политичари имале прогермански, дури пропангермански симпатии, Шахот и неговите премиери, посебно попаѓањето на Мосадек, има една блага неонацистичка идеја, малку позната. Така да, Сушон овде не застапува ништо ново под сонцето, што би рекол Библијата, освен старата идеја на Кајзерот за продор кон исток. Од друга страна, Теофилоп, кој заедно со Пјер Мари Галоа ја создава нуклеарната стратегија на Франција, поради која Де Гол излегува од НАТО, па е предизвикан од студентите на Сорбона, 68-та. Зборува за една активност вертикална, меридијанска, кон Сахел, кон Сахара, каде што се и првите атомски проби, нели? И тука Франција ја следи својата римска, латинска димензија, вековна, исто така. Франција се шири вертикално и кон Рајна, Луј 14 и кон Сахел. И на крајштото вреди се спомне британскиот стратег Лоренс Фридман, кој што исто наш современик, кој што зборува за НАТО како за една мрежа. Мрежа на бази, тоа на британците ме познато, бази во Гибралтар, Малта, Кипар, Индија, се до Сингапур и до Јужниот Пацифик. Америка гради на стратешкото наследство на сите овие земји. Америка е крстоносна во својот Дранкнахостен и новоримска во својата медитеранска доминација со петтата флота и глобална во своите океански авантури. Но Америка е предсепланетарна, што никој од незините империалистички претходници не се. И тука Америка е авангардна во однос на сите нив, во однос на Германија, во однос на Британија, во однос на Франција. Како завршуваат овие земји по влезот во НАТО? Без своите империални посети. Франција влегува во НАТО со 17 милиони километри квадратни. Денес едва и да има нешто над милион. Значи има 20 и кусур пати помала територија. Ама затоа добар дел од тие колонијални поданици се преселија во метрополата. Па сега има неколку милиони, што мароканци, што полинезици. Истото важи за Португалија, например. Португалија до 70-ти години контролира огромни територии. Или еве да земеме еден интересен пример на земја, која што меѓу овие наши овде буржујско неолиберални кругови, но крајно игнорантни, важи како еден мини рај, не знам, лесни дроги, проституција, било што Холандија. Значи, Холандија не е тоа 45-та, 40-тите. Холандија е голема сила, ако не суперсила, на Пацифичкиот театар на војната. Низината морнарица е веднаш зад трите големи. Американската, британската и француската имаат достаточни авиони и се борат раме до раме со нив против јапонската морнарица. Се повлекуваат се до Австралија и ги следат немисе до победата. Во сите борби на Соломонови острови на Мидвеј се и холанѓаните. 60-тите години што станува? Значи ништо. Дури 49-та губи Индонезија. И ја губи, значи во времето на основање на НАТО, Холандија има територија од неколку милиони километри квадрат. Е најголема колонија. Да. После ќе го изгуби Суринам и денес се сведена на оваа жална територија во која има се повеќе мароканци, се помалку холанѓани. Значи,
од суперсила стануваме внатрешна самоколонија на бившите поданици и на кого се не. Ако ова не е резултат на НАТО, не знам на што е. Холандија не ги следи своите интереси од Индонезија до Суринам и да е уште поинтересно. Јас кога ова прв пат го разбрав, не можев да верувам колку паднало само чувството и само достоинството кај некогаш гордиот народ на поморци, кој го инспирира и Вагнер, нели лутачкиот холанѓанец. А во однос Таму, на нас да се извини само, таму некаде 70-тите години, во време на апартхеидот, холандските деца им пишувале писма на нивните нели врсници во се уште апартхеидна Јужна Африка, африканерите и бурите, по потекло холанѓани, и да размислат за холандскиот мултикултурален систем и да го напуштат апартхеидот. Се уште, колку толку политички свесните, бели јужноафриканци само им одговараат mind your own business. Гледајте си ја работата. Значи, овие кои што се средија за себе сега најдоа нив да им солат памет, кои што се уште живеат историјата и имаме случај на борба за Ангола, каде што начело на јужноафриканските тенковски оклопни колони е потомок на тие бури, храбар генерал јужноафриканец, кој што во традицијата на најхрабрите европски војски ги брани своите интереси, а од друга страна е потомок на шпанските конквистадори кои што ги води кубанските трупи. Значи, двајца представници на европската војна традиција во време кога нивните матични држави, нивните предци се во постполитичкиот рај на инвестиции и туризам. Мислам дека зимскиот бунт нема крај, треба да го превршиме, пак има сигурно второ продолжување во зимски бунт. Ќе има продолжение далеку е јуни и далеку се плажите на Медитеранот. Последната инаугурација последното што беше инаугурацијата на Доналд Трамп како иден американски претседател, дали тоа значи дека нашата интелектуална и политичка автентичност се не претвора во политички зомби и автомати и дали античкиот Спартак кој што бил физички роб, а психички бил слободен, за разлика од Спартак антички, ние денешните современици стануваме физички слободни, но психички робови. Да, одамна сме ние робови, само не сме свесни за нашите синчари. Прво, кога зборуваме за нашата неспособност да деламе и размислуваме интелектуално визави Трамп, мора да се вратиме на еден надпис во Wired магазинот по повод настаните од 6 јануари 2020, каде што имаше доста сериозна анализа во која се тврдеше дека добар дел од луѓето кои што влегоа во Конгресот, заедно со шаманот, нели, верувале дека се дел од видеоигра. Сега што ни кажува ова? Ова ни кажува дека имаме веќе работа со луѓе симулакруми. Значи, тој и самиот човек од Homo videns на Сартори се претвара во Homo simulacrum. Во Homo pixel, Homo дел на видеоигра. И овој човек игра, актер на видеоигра, дефинитивно го следи алгоритмот. Ние бараме од алгоритам да делува како ништо друго, сем зомби. Homo videns работи во симбиоза со Homo economicus. Homo economicus е одамна, значи таа деполитизација почела со Homo economicus, продолжува со Homo videns, а завршува со Homo алгоритам. Значи, тој како дел од алгоритам дефинитивно нема веќе потреба ни за живот, ни за било каква витална функција, нема за ништо друго потреба освен да го следи алгоритмот. И тој човек како зомби, како една зомбирана фигура, и тоа како подобен, самиот се нуди. Значи, која е разлика меѓу нашите тука манифестанти и овие на Капитол Хил? Па, кај нашите постои една искрена верба дека се дел од политичкиот процес. Ова е многу важно, затоа што верата е основа на било каков здрав политички процес. Ебот Лоуренс, еден од доајаните на американската политичка наука, тврди дека политичкиот систем постои не затоа што ние сакаме да постои. Сите ние имаме некои идеализирани форми, што би било најдобро. Туку затоа што постои минимум консензус
во верата. Значи, таа вера, дека ова сепак има нешто добро во себе, нас ни дава минимум на подлога, една сеопфатна, консензуална подлога, врз која може да се заснува тој систем. Тоа е она што овде се уште постои. Значи, имаме минимум, колку да сме влезени во тие палкови мрежи на Сорос, имаме некој минимум на консензус, на реал политичност. Јас се плашам дека во најразвиениот дел на западниот свет, значи таму некаде меѓу Силиконската долина и Google и вештачката интелигенција, дека ова веќе се губи. И дека таа киборгизација, виртуализација и алгоритмизација на човекот тотално го имаат занемарено и овој елемент. И тотално го имаат доведено политичкиот систем во една состојба на крајна предвидливост. И тоа веќе не е, јас мислам, толку проблем ни на Сорос, веќе тоа е проблем на едни идни мислители кои што, значи, тип на Бодрияр, тип на Жак Елю, кои сето ова го сваќаат, исто Маршал Маклаун, се спомне, кој што први ја сватиле ова алгоритмизација и ова претварање на живиот човек во машина. И таа машина не само што нема да биде способна било како да делува, активно, реактивно, туку таа машина ќе биде потполно зависна од својот творец. Например, компјутерот можеме да го исклучиме во било кој момент, ова ние го забораваме. Значи, ние самите, без оглед, сме биле активни или не, ја приложуваме екзистенцијата до судниот ден. Ама компјутерот зависи од струјата. Се плашам дека и овие автомати, овие зомби, како и вистинските зомби во Хаити, ќе зависат од добрата волја на оние кои ги доведе до таа ситуација. А може идејата на тој творец на вештачката интелигенција, подоцна на поразвиена форма аги интелигенција, било неговата цел да воведе на планетарно ниво, да воведе нека корпоративна дигитална тиранија? Тешко би одело сега за сега тоа. Токму ради таа симфоничност, хармоничност на источниот човек што спомнавме, има еден интересен мислител, и со него може да завршиме, кој што слично на Карсавин се обидувал во тие 20-30 години да понуди една источна алтернатива, а е многу поврзан со нашите краишта, Еринџан Харадеван, бурјат, монгол, кој ја напушта Советска Русија и доаѓа во тогашна Југославија, едно време живее во Битола, и со тоа не поврзува таа негова неомонголска мисла со овие наши краишта, и тој смета дека источниот човек со самото битие, со самото свое битие е однапред предодреден да понуди една хармонична алтернатива, кој што тој ја гледа до некаде и во советскиот модел, до некаде и во сите оние други модели кои што им дават на сите мали народи, пак се враќам на сложењето, нито еден народ во Руската империја не беше гонет, уништуван, како индијанците, немаше расизам, немаше шовинизам, немаше класизам. И дали сите тие мали народи, сета таа разновидност, која што дефинитивно е врзана и со конкретно подрече. Секој тој народ и буријатите и сите тие во Буријатија се остваруваат, во низините езера, во низините планини. Дали сите тие народи со својата автентичност нема повторно да ја понудат природата и човекот како дел од природата, како дел од космосот, како алтернатива на извештаченоста. Додека Харадеван, ова ќе го нуди од Буријатија до Балканот, еден друг мислител Сухарно во Индонезија, исто на истокот, нели, во тогашната холандска словна колонија. Ќе каже, оној момент кога националното и социјалното ќе се спојат, ќе проговори на свој начин
истокот, југоистокот во негов случај, и проговори со Слободи Индонезија. Еве да гледаме кои джинови тие стана. Длабоко верувам дека било кој изворно, било кој човечко решение не може да го понуди оној кој што нуди дигитална тиранија. Значи, Силиконската долина, Microsoft, Google, Метаверзум. Мета, сите тие можат да понудат една варијанта, тоа е варијантата ние сме дел од видеоигра и шаманот. Друго, ние сме дел од реален живот и во тој реален живот имаме реални предизвици во кои што може би губиме, а може би победуваме. Мислам дека тука е крајот на оваа епизода на Зимскиот бунт. Следниот пат почнуваме со нова епизода.